животот на другиот, приватноста на другиот и неговото семејство не е свето, тие ќе делуваат без разлика каква да е обландата и која да е површната слика, глазура на општеството, ќе делуваат на нивен начин. Само да се дистанцираат од политиката. Меѓутоа, комплексно е прашањето, се уште овој процес е во својот зародиш. И затоа мислам дека активистите, меѓу кои спаѓаме и јас и Цветин, активистите за потребата на прочистување на општество, кој што не се во многу голем број за жал, ние треба да делуваме, треба да бидеме сконцентрирани, треба да подсетуваме, бидејќи единствен лек е носење на законска регулатива, кој што ми се чини подобро е да биде помека, но будење на јавноста во смисол подигање на свеста да се дискутира на таа тема. Нека се каже кои се тие новинари кои што кодошеле, нека се каже кои се тие новинари што уништиле туѓи животи. Јас се сеќавам на безброј текстови кои што биле жестоки, кои што правеле штета во целото македонско национално ткиво. Па тие луѓе ако сакат и нека си основат сами свој весник. Тоа е демократија. Мене не ми сметаат оние ако се тука, нека пробаат и да пишуваат. Меѓутоа да не се кријат. Да немаат заштита од партии, да немаат заштита од тајните служби. Да видам дали ќе успеат. Апсолутно сметам дека како што ќе се подигнува свеста, бидејќи созрeva демократско општество, тие ќе бидат маргинализирани. Тоа се два таса на вагата. Како ќе претежнува демократијата, тој тас ќе губи на тежина и ќе оди во воздух. Во смисол ќе нема да претежнува во формирање на јавно мислење, ниту пак некаква тежина ќе имаат тие луѓе. Тоа е доволно, нема потреба од ништо повеќе од тоа. Крајот на криштата, доколку се види дека количеството на на јавност насочена кон овој систем, бидејќи овој систем се плаши од сончевата светлина, се плаши од јавност. Доколку се забележи дека тоа количество било недоволно, не е непозната пракса во Источна Европа да се иде на втор круг, па трет круг. Еве дури ако го сметаме... Да не биде за еднократна употреба. Па може да има и втора лустрација, трета лустрација. Па треба да има, потоа ималци и тоа ќе го фатиме како прашање. Петровски, во досието откривте кој ве следел, нели? Не, сокриени се имињата. Сокриени се имињата, меѓутоа како профили, мислам дека ја добивте информацијата. Како профили од напишаното некој може да се препознат. Може да се препознат 4 кодоши и 4 или 5 мина полицајци. Значи околу 10 на луѓе. На која возраст? Па оние што се кодоши, тие биле со нас во шаторите. Значи сме имале внатре во шаторот кодош, кој што давал информација од внатре на секојдневна основа. Потем тоа е повеќе веќе како урбана легенда, јас не сум сигурен. Мене некои од луѓето што беа внатре ми зборуваат дека откриле камера во една од грмушките, дека имало камера која што снимало се. Но една работа е сигурна, дека целото присуство наше таму беше 24 часа следено. И знаете како службите имаат методи по кои што работат. Они може да одберат да ве следат без да знаете, но може да одберат да ве следат со вршење на психички притисок, да ви се покажат дека ве следат. Мене такво нешто ми се случи во Куманово, од човек кој што е високо рангиран во денешните служби на ДБК, значи високо рангиран со позиција. Се уште? Да, се уште. Тој човек мене ми претеше по живот, значи со ликвидација. Така што целиот процес е навистина страшен и мислам дека за тоа е потребна јавност, за да се подигне на високо ниво свеста и да не се дозволи. Едноставно, ако јавноста е против тоа, службите не би можеле тоа да го применуваат, без разлика дали се кодоши или вработени во службите, па или ако сакат и новинари. Ова прашање го поставив од друга причина. Нормално да знаеме и оваа работа суптилно, нормално и она што треба да го знае јавноста и мора да го знае. Меѓутоа нешто друго е интересно. Говорите дека соработниците, односно кодошите, дел од нив биле и млади, дури помлади од нас, така ги разбрав. Тоа значи дека кодошката структура не припаѓа само на повозрастните, да речеме сега на пензионираните, бидејќи зборуваме за систем од 50 и кусур години. Значи ли тоа дека кодошката структура се регенерира?
И како против тоа? Секако. Како против тоа, со оглед на тоа дека имаме процес кој што значи се работи за еден период од 91 година навам. Меѓутоа, што со луѓето кои што се обучени, инфилтрирани, кои што се уште не се откриени? Ме разбирате на што? Јас не знам дали тие луѓе биле обучени според нивната психолошка конституција. Тоа беа најобични луѓе во наша околина. Јас мислам дека не ги обучуваат, туку ги врбуваат. Да. Значи им подметнуваат нешто, ако се ситни криминалци, ги уценуваат, може да ги приведат, малку да ги тортурираат, ако ги видат дека се психички послаби, да ги заврбуваат и веќе ги користат. Или ако се амбициозни, па не мора ни да го Има и се такви. закануваш. Да. Има и такви кои што прифаќаат веројатно соработка за да напредуваат. Да. И мислам дека јавноста Тоа е ќе биде често. изненадена ако ќе види како луѓето напредувале и во независна Македонија во сите партии. Така што мене не ми пречи структурата што е заврбувана од млади луѓе, бидејќи секогаш ќе има луѓе кои што се подложни да ги врбувате. Не постои механизам кој што на тие што врбуваат ќе им стави до знање дека прекршуваат закон и со тоа нема да може да бидат толерирани, туку ќе може да одговарат. До 98 година апсолутно повеќе од јасно е дека тајната полиција немала никаква узда поврзана со закон, туку дека служела исклучиво на идеолошка структура и дека немала скрупули. Не Тоа е било тоа ни средства, ни Никако. методи. Имаме ние и други Составување на досиеа. Јас сум видел стотици досиеа, бидејќи на некој начин ова е моја лична кауза, не поврзана со никаков политички ангажман. Како што ви реков, бремето станува се потешко секој ден. Таа лична кауза на мене ме обврзува да се упатам во тоа и да пробам како поединец да се изборам за човековите права, односно за правото на поединецот во општество да биде 1 милиметар повисоко или 1 грам потешко, односно поголемо. Во тој смисол, нашиот систем е се уште намерно закржлавен. Ева една мала дигресија. Собранието на Република Македонија има комисија за контрола на тајните служби. Своевремено, по игра на судбината, јас бев член како пратеник и ги посетував дел од структурите, бев член како пратеник во таа комисија и ги посетувавме структурите кои што го имаат организирано и следењето на партијата ВМРО-ДПМНЕ. И можам да ви кажам дека се прави да сите тие структури кои што треба да ги контролираат овие тајни служби, полиции, бидат протоколарни служби, да се сретнат, да си поразговараат, да прочитаат некој извештај и да се пофалат во општеството дека се членови на таа комисија. Како комисија за култура, или спорт. Да. Оваа комисија буквално треба да има многу сериозна тежина во општество. Јас немам слушнато 16 години комисија. Некој да фати здрава таа комисија и да го вложи својот авторитет како поединец за да стави под контрола, не контрола во смисол да си ги стави под своја контрола, туку под општествена цивилна контрола која што е дел од демократијата, од фундаментите на демократско функционирање на едно општество, нема такви луѓе. А сите се тепаат да бидат членови во таа комисија. Така што има многу работа во општеството, работата само е на својот почеток. Да, таа комисија носи и за некој престиж, сакаат да кажат пратениците дека се комисија што ги контролира службите, а всушност реално не се вршат работата. Дури во разговор со мене Песа Драхич, пратеникот кој што е председател на таа комисија, рече дека он знае дека и него го прислушкуваат. А он е единствениот повикан во земјава кој што може да провери дали го прислушкуваат. Но ова што го кажа Филип е многу интересно да се избие еден од аргументите на противниците на лустрацијата. Далеко од тоа дека дека сметаме дека воопшто било кој смета дека Македонија не треба да има безбедносна служба и нормално дека таа безбедносна служба треба да врбува и млади луѓе. Тука не е ништо спорно. Спорно е ако таа безбедносна служба се злоупотребува за политички цели. Таа служба треба да се бори против организиран криминал, треба да се бори против обиди организирани за уривање на националниот уставниот поред